Добре дојавте назад во втората епизода на Работ на 16-седмикот. Тука сум повторно со Кире. Ќе си правиме муавети како минатата недела. Нешто плюс, нешто минус. Недела ќе правиме муабет за Премиер лига ова коло, осврт на старото коло, да видиме што се случи, како се случи, ќе правиме муабет малце, фантази ќе фатиме, како стоиме со поени, кој е горе, кој е доле. Интересни работи. Да, наравно имаме класико, тоа ќе го збориме, така да останете со нас. Идеме втора епизода и не заборавајте лайк, шер, сабскрајб, многу ќе ни значи и да не должиме многу. Почнуваме втора епизода. Ќе си раскажеме сега што се случи минатиот викенд, некои многу работи погодивме од нашите предвидувања, нешто утнавме. Кире, изволи твојот Челси Нотингам. Отварање на кола. Рековме дека ќе биде, очекувавме дека ќе биде лесна победа за Челси. Точно. 3-0. Одлично изиграно. Скоро погодено. Личи на лесна победа, ама не беше. Морам да признам дека не беше лесна победа. Ајде раскажи ми зашто мора да признам дека не ја фатив. И малце ми е срам. Да, беше интересно такмица, Нотингам игра добро. Има шанси. Изгледа джаве, Изгледа джаве, да. Си доби откасање. Греота човекот. Мислам дека добар лик, ако ја гледа такмица, е гадва на Форест, нема му да е отказ. Немаше на претходниот вајда да му да отказ. Си доби он отказ, си отиде. Нотингам има нов тренер, трет сезонава, која сме 8-9 такмица. Да, трет тренер, ама мислам дека овој нема да го бркаат баш. Луда ситуација, овој ако ги збркаат, може он само да ги збрка нив. Мене многу ми израла кога дека Шон даеше нов тренер. Кажи ми ја некои работи погоди другите. Енцо не беше на терен, Сантос играше. На терен Сантос играше, прво полувреме го изигра добро, имаше некоја шанса. Не знам зашто Мареска го изводи, може беше тактика, може не му се свиело на него, мене беше солиден. Али прво полувреме горе-доле беше малце тесно. Има шанси малку и Форест, малку и Челси, изедначена игра, немаше некој да отскокне такви ситуации. Второ полувреме Челси направи 3 измени. Се сврди утакмицата одма, Мареска, значи добар кол ептен. Конечно добар кол. 2 брзи гола, тука Форест падна, ама понатака пак играа добро. Има шанси, има стативи, има една шанса кај што како си беше нови играч од Форест? Со очињата што беше баш вирален, со имиња Игор Жезус. Игор Жезус. Фантастичен шут, се удрил горна пречка, за малце на линија ќе паднеше, така да има шанси. Ама Челси си ги искористија своите добри голови на Джош Ачемпонг со глава, асистенција на 3,9 на фантази. Феноменален играч од академија, Мареска му верува, се покажува феноменален. Втор гол Педро Нето, асистенција од Рис Джеймс. Кралот. Трет гол Рис Джеймс. Видов тоа. Се враќа Рис Джеймс у пуна форма, нема повреда цела 2025-та. Така да, иако има Челси многу повреди, многу црвени картони. Чекај, не престанаа со црвени картони, не пак беше имаме црвен картон, да. Ова некој рекорд мора да е, колку имаат? 7 више имаат? 5 на 5 такмици. Машала. Имаше и заебанција у средот такмица се пушти ливчен низ играчите на Челси, пошто Мареска беше на трибини. Мало густо црвен картон. Мало густо добија црвен картон. Го видов тоа, пресмеш. Така да, добра победа. 3-0. Не беше толку лесно како што вика резултатот, меѓутоа ние сме задоволни. Јасно. Не ја гледав утакмицата, видов хайлайтс, ги видов головите, Рис Джеймс кралина, баш би сакал да се врати у форма и тотално е играч што треба да го гледаме поише у Премиер лига, може и више да ние фитнес тренери на луди на Челси не се у бизнисот, па ете го подобаре. Накратко само ќе спомнам, па ќе продолжиме. Греота за Постекоглу, греота за целата ситуација, греота за клубот, за фановите, читам коментари. Знам и дека има по некој фан на Nottingham Forest од Македонија и со тие правев муабет дека едноставно тие магии што се прават до преклани Лига шампиони и такви фантазии дури да освајаат титула веќе некако се далеко минато. Колку и да сум среќен што е Шон Дајш тренер, затоа што ми е мене еден од омилените тренери ever. Го гледаат тимот како потенцијален 15, 14, 13 од догледно време. Затоа ми е многу жал, Nottingham екипиште многу симпатични, тоа е. Брайтон, Ньюкасл го утнавме скроз. Јас мислев дека Ньюкасл ќе се покажат. Не беа лоши. Арно, ама Брайтон ми изненадија. Си играат
некоја убава компактна игра со Хурцелер, имаат многу течна игра, се знаеше кога ќе дадат гол, не беше изненадување. Ньюкасл второ полувреме се гледаше дека имаат жар, Волтемаде страшен. Волтемаде да е голац. Ви рековме. Волтемаде нюх за гол страшен. Некој кажа дека е случајно, ама не е случајен Не е гол. случајно. Не е Си случајно. знае што прави, си ја мести, си ја дава. Нели фактот Така дека да. играат у гости и се тоа беше оправдано. Очекував малку повеќе од Ньюкасл, поготово Ја од очекував Гордон. Брайтон сезонава се горе-доле, некад игра добро, некад не. Ова е таа утакмица кај што изигра добро. Ова е таа утакмица. Очекувам дека Да. Ньюкасл нема долго да имаат ваква форма, не примаат ни многу голови, така ќе видиме. Браво за Брайтон, топ одиграна утакмица, ништо спектакуларно, Арно имаше тука тензија. Барнли Лиц исто промашај. Барнли се сепак поозбилна екипа од тоа што очекував. Барли се добри. Ја ги видов головите, не ја гледав утакмицата. Добро, добри. Еве голови. ти пак Добро дете на личе, Челси да. таму почиња да игра. Да. Сега више ги имате по Уго пету Чуку, секој мислам, тим. него си каже Да. така, да. Тој од секад имаше потенцијал некој, вајда недоволен за Челси, али мерак ми е дека тука игра. На кратко ќе направам муавет и за Антони што игра у Барнли. Ова коло не да е гол, не е битно. Тука гледам некој страшен талент англиски што не го зборат многу поени има и на фантази, има голови дае, но гледам дека цена му рипна од 5-0 на 6 или од 5-5 на 6, нешто лудачко. Има дете во ноџе да има по 15 гола и 10 асистенции. Интересен е дефинитивно. Мислам дека збореше ти едно Ја време. го чувам на фантази, се уште Така. не го давам. Така да го За гледам. колку пари го зема, памтиш? Колку што беше почетно, мислам дека 4-5. Не, 5-5 или 5-0. Значи ти си го земал кога беше на 4-5 или 5-0. Да. Сега е Беше не си- ефтин, тоа го помнам. Сега е преску. Сега више не се исплати. Ајде дечки малце за оваа утакмица да направиме муавет. Утакмица на колото, Прайм Барклес како што рековме, Прайм како што Барклис како најавивме. што рековме. Јас поише не сум уживал оваа сезона од оваа утакмица, поготово што почна да движи резултатов у тоа што го кажав сосема на тепка. Многу луѓе ми пиша, мислеа дека сме баба Ванги или што таму не. Фантастична утакмица. Кажи ми ти што виде, па после тоа јас ќе те надополнам, затоа што само ова ќе биде епизода ако продолжам. Повели. Ја не ја гледав цела, ги видов головите. Многу хаотична утакмица, тоа многу Многу. ми се свија. Па Многу ми Прайм се свија, Барклис. да. Пак е еден гол, пак е друг гол, пресврти, неочекувани моменти, голови со онакви од не наизградени ситуации, многу ми се свија тоа, така да exciting утакмица многу. Многу јака прича имаше цела утакмица. Значи прво ти влага прв пат у прва постава Крупи Джуниор у Бормут, Да, дава тоа два го гола у чув. прво полувреме. Тука се викам 0-2 Бормут и некако сега Гласнер тоа го прави цел живот. Секогаш ќе ти смени ако губи на полувреме, многу е динамичен, многу интересен тренер. Си викаш Кристал Палас, еден гол барем даваат, арно ама Бормут играат топ. И као изненадување, Матета ти трпа 2 гола, као из шале. И тука почиња утакмицава озбилно. На 2-2 упали шутеви, тепања, значи се беше една секунда од утакмицата немаше досадна. Прават 3-2 Бормут и мене почиња тука да ми врие. Јас си викам што и да се случи утакмицава ако заврши 3-3, значи не е битно како ќе реагира други луѓе, јас само затоа што си го кажав и го имаме на камера, ќе заврши 3-3. Паја пенал у 97-ма, Жон Филип наравно хет-трик и после тоа у 100-та минута утиња Зицер. Знаеш зашо гутна? Зашо ја поварав За муавет. 3-3. Тоа беше тоа, интересен факт. У задниве 5 години најголем XG што некој го имал од Премиер Лига, 3,46 XG само Матета у второ полувреме. Тоа е Страшно. некој болесен рекорд Страшно, што го страшно. сруши. И знам сега на интернет дека го мајтапат дека гутна Зицерот. Тешка топка беше, глупо ја утна, не знам како би изреагирал јас у негова позиција. Арно ама утакмичиште, мерак невиден. Ја Чекам. морам да признавам додека гледав резултат 3-3. Не ми беше у глава предикцијата од подкастов, у глава ми беше дека го извадив Матета на фантази. Затоа ќе правиме муавет на делот на фантази, таму си за жалење, си Да, извинувам и јас што ти дав толку надеж за тој избор. Ќе продолжиме следно. Сити Евертон, Сити Евертон. мислам дека таа ја погодив му чело. Да, рековме дека треба да е изи, не очекувавме 5-0, премногу, да. да. Халанд се покажа пак. Чиста работа. Евертон Да. има шанси на почеток, NDI има продори, мислев дека може да дадат гол.
Не мрдна искрено, у второ Сити доста резервирани, не пуштаа многу работи, чиста работа, реално. Сандерленд Wolves, и тука имам интересни моменти. Тука имам интересен момент, Мукиеле. Која е Уште шансата? едно предвидување од центар, веќе онака. Која е шансата? Види, ја не дека ги гледам Сандерленд, ама тоа што имам видено од нив, Мукиеле ми игра некако напред. Он е центарбек, Да. ама се појавува напред многу често. И мене од тоа у глава ми дојде дека он може да е гол. И ми искочи, треба да најдеме сликава Добро, и да ја ставиме на подкаста која најдам. ајде. Хит мапа на Мукиеле. Везњак. Понапред му е од шпицот. Што збориш? Бе? Као многу време прошол напред. Не знам дали ради прекини, ради шо е, али многу време предано напред. Баш кога загледам тоа ме заинтересира. Јас знам дека он ти има многу дефкон. Например, он у просек има најмногу од сите. Као дефанзивни придонеси или како да го преведам на македонски. Типа 15, 16, 17 по утакмица. Така да, ова ти што го збориш има многу логика. Затоа што како иначе он би имал толку ако само седи одбрана и нели топка не стига до него. Така да, ќе го испитам ова, многу интересен Да, мовет. треба се Ќе провери. го ставиме ако е така, Али уште ако една не ќе го погодена- сечеме овој да. Да, уште една погодена утакмица. 2-0 беше така? Уствари, чекај, едно Да. од друго се. Да, 2-0 беше. Погодена. 2-0, уште една погодена утакмица. Рековме дека Wolves не се многу добри, не се очекува ништо од нив. Сандерленд се изненадување на годината сега за сега. Топ се. Сигурно така ќе завршат, така да easy win Сандерленд. Фулам Арсенал. И ова го зборевме дека треба да е easy win, Арсенал се добри. Арно, ама какви видеа се изнавидов за одбраната што играат? Харамбол, Арсенал, брат. Значи, леле, не знам дали да го ставим и тој рил овде. Многу е долг, не е битно. Да, мртва утакмица малку. Арсенал сака да освојат со Со Корнели. со одбрана. Тоа е. Мориньо имаше еднаш кажано напад добива утакмици, одбрана добива титули. Тоа може Фергусон го има кажано. Некој друг начин, ама да, Мориньо е посебниот, може. Може, ќе му го даде. Да. Арсенал се топ. И ако сакаат да дадат поише голови, мислам дека знаат да даваат, ама Артета си има таму некоја политика у клубот. Си има некој начин на играње фудбал. Уредо е бато, така Да. да би му рекол, ако освоиш титула, све ти е простено. Ќе го Свака видиме. част, мислам, ако освои свака част. Топ Тоа е се. тоа. Топ се. се. Добра екипа се стварно. Остануваме со истиот став дека се Арсенал јаки, не ги подценуваме. Ама ги мразим. Ливерпул, па тука може се Арсенал. Ама не ги мразиме Арсенал. Мене ми се симпатични. Да, ја сум за Челси, имам тука поголем хейт малце. Ова лага. Ова лага. Да. Тоттенхем Вила, тука ја утнавме. Тотенхем Вила ја утнавме и тоа на велико, мислам, нека ја очекував лесна победа на Тотенхем. Може би тој моментот кога ти сврти кога ти реков, еј, ти кога ми рече Да. лесна победа, тоа ќе ја земеме како мојот контрадикторен став. Не, се шалам, ја очекував Тоттенхем да го ама биде. не изиграат добро. Ни другија не да ги изиграат нешто добро. Да, ама ете. Они па се по-лоши, ова е као добар резултат за нив. Тотенхем изигра, според мене, под очекувањата. Апсолутно, апсолутно. Поготово втора. Чави Симонс, ја очекував многу од него. Не ми се свија шопри, не е многу активен. Му треба време. Може би, Но, а може би е само Бундеслига такс. Не. Мислам дека не, затоа што он има добра статистика за подкрепа, ама нема завршен продукт, нема голови, нема асистенции. Нема. Ама ова енглезите тоа што го кажат eye test дефинитивно го положува и со корнери Eye и со test. слободни. Нема збор, супер игра. Али како да е, Жао Феликс ситуација. О, не дај Боже. Мене ми е многу драг фудбалер, не би сакал тоа му се случи, мада и Жоао Феликс може да очепнеме, ама после. Прво полувреме Тоттенхем беа врв. Астон Вила второ беа далеку подобри од се што гледав остатокот од сезоната и мала корекција од тоа што го зборев за нив. 6-та победа поред им е. Да. Така да Астон Вила се сепак у добра форма, јас сум со баја затоа што го имам Воткинс на фантази и повторно не играше прва постава, влезе у 6-та, катастрофа трчаше, значи мислам дека треба ногата уште да ја одмара. Небитно, Воткинс на страна, Астон Вила изненадување, изненадување. Нагорна линија 6 утакмици победени поред. Браво на Емре. Поели, кажи ми што мислиш за ова под Астон Вила Тотнем. Нема да кажам, не очекував, пошто реков дека имаат шанси. И не да има. Многу ми се свиша такмицава. Некој кажа дека не им се свила многу, мене беше феноменално за гледање. Прво полувреме Юнайтед видно подобри. Се согласувам. Иако Ливерпул има поконкретни шанси, Юнайтед ми игра некако постабилен фудбал. Не го видов ја првиот гол. Много беше рано. Тука малце се упали малку покасно, ама ја гледав утакмицава.
супер изиграа. Второ полувреме Ливерпул малку фатија ритм, боле играа според мене. Какви шанси има Леле, Има страшно страшни кост. шанси, Гакпо стативи мање од ништо онака. Сите пуца, освен Салах, И ама и тоа после ќе го Една коментирам. ситуација Екетике кога ја шутна од страна. Тоа ми беше језиво На почеток на второ, поред така. гол. Можно е да беше, да. Ама поред гол. Тоа беше фантастичен шут и моje мислење е дека голманчево на Юнайтед го бара тоа од играчеви на Ливерпул. Значи Екетике проба да ја смести у ќош, пошто вајде више осеќа дека не е лесно да се даде гол како против Онана. Така да мислам Тоа е интересен муавет. Мислам дека и тука малце може да влече нешто. Ама ми се свија Голманов, фати добри работи, Фацичка е. фати добри Манговче. работи. Да. Така да мислам дека ова може малку да им ја смени сезоната на Юнайтед. Пошто според мене Голман осваја многу поени ако е добар. Се види тоа на утакмицава, апсолутно се согласувам, поготово што ова е од 2016 како Юнайтед немаат победено на Енфилд и години уназад кога доаѓаат увакви кризи, сега сите знаеме дека тие кризи доаѓаат доста често. Цело време бил муаветот, овие 2-3 утакмици ги врзаа, ќе се смени моментум, добра енергија, сите сакаат да победат. Победа на Енфилд е веќе друга прича. Зашо е друга прича? Затоа што сега, веруј ми, ова може е само личен став, веруј ми дека од оваа утакмица па надале Юнайтед со кој да се сретне веќе луѓе ќе си кажат, окей, може се посериозни него што мислевме, од таму ќе почне работата. Сега ја не ќе тука зборам топ 4, топ 6 муавети, се е можно со Юнайтед, може и 16 ја завршат пак сезонава, така да нема таму да навлагам. Арно ама фудбал изигра, 90 минути, не прима 15 голови последните 10 како што знаат. Ембеумо со таа Брентфорд магија у прва минута гол, кој што правеше лани, нели 5 утакмици по ред. Срце ми застана. Значи срце ми застана, не можев да поверувам, чекав 30 секунди, вар дали ќе има офсайд, значи немав да сања вака, не можев да очекувам дека ќе почне утакмицата, почна како што почна и си викам сега Ливерпул нога на врат. Ливерпул прво полувреме Ги нема. се мача. Чудна работа. Юнайтед го догура прво, Бруно имаше шанси, си викам 2-0, пакуја. Дадоа гол што дадоа. Второ, се растрчаа пак Ливерпул со шанси 1 тон и еве од претходниви искуства очекував дека ќе биде пак. Даваат 1-1, сега ќе биде навали народе. Моамед Сала цела сезона го нема, еве ти хетрик. Лошо е као фан вака да се осеќа човек, ама 10 години 13 се укриза, тоа е. Али Юнайтед пак играат, се мучат. Ливерпул стативи, како што вика шансиен тон, голманчево брани и Бруно Фернандес со неверојатна топка, као од филм. Хери Мегуајер, херојот на нашиот клуб, мислам дека треба споменик да му се изгради од толку што го имаме реметено како се врати Многу човекот. битни голови има да е. Абе најбитни крал. Али Ја- Бруно изигра добро? Ми се Многу свиеше изигра мене. добро, пак ми беа Куња Ембума, освен головите, пак нешто на моменти ми фалеше и од едниот повеќе додавање, Фалеше од од другиот него, повеќе фалеше. шут кога треба. Мене ми се истакна, не знам зашто, Бруно и Дало. Не знам дали Да, затоа што од Дало веќе заборавивме не добри знам дали е перформанси. така, ама чисто онака од моја перспектива. Многу беше смешно, исто така, дека имаше некој направил на Твитер компилација Александар Исак vs Ливерпул. А Деве- грешките и глупостите дека што ги Дека прави. против Ливерпул. Да, многу грешки, многу Да, не е изгубени хајлайт топки. против Юнайтед, не е хајлайт против Ливерпул. Ова ќе иде на видео. Правиме муавет за Ливерпул Юнайтед и Юнайтед тепа у гости, ќе траео. Ништо, многу беше изненадување целата приказна. Мислам дека Аморим беше у шок дека Юнайтед тепа, дури на интервјуата беше далеку покултурен него порано. Дај Боже да тера ова, Ливерпул се под ниво, ја не викам дека Юнайтед се подобри од тим, се гледа дека на Ливерпул им фалат дали промени, дали уште адаптација. Не верувам дека ова е крај на светот за нив, ама дај Боже пети пораз да имаат поред за да испадне предвидувањето последно точно. Владимир Юнайтед, идемо дале, ГГМУ, последна утакмица ќе ја заборавивме за малце, Не, Вестхем гледам, колку заврши 0-2? 0-2, Брентфорд си победија, Вестхем се катастрофа. Добро. Два збора за Брентфорд, Вестхем. Нека иде. И си направиме пак муавет како минатава недела за следниви утакмици од Премиер Лига коло 9
Ќе пробаме пак да ги погодиме резултати, да видиме колку сме успешни. Кире, изволте. Лиц Весхем. Ајде. Немам очекувања за оваа утакмица, Весхем се у многу лоша форма. Лиц од друга страна не дека играат лош фудбал, ама не се многу ексајтинг за гледање според мене. Јас би сакал лично на тепа Лиц, имам играчи на фантази, Шпец. така да би дал 2-1, може би предикшн за оваа утакмица. 2 Лиц? Да. Ја искрено немам толку став за Лиц, не ги пратам многу. Вестхем ме разочара со Брентфорд, така да 2-1 нека си седи. Искрено очекувам јас Лиц да победи, така да може. Челси Сандерленд, Ова е интересна утакмица. ова е интересна утакмица. Кога ја гледам на папир, секад ми личи на лесна утакмица, пошто Сандерленд се нели промовиран тим, Така. ама се добра екипа, играат многу добро. Така да ќе биде тешка, мислам дека за Челси. Имаат некои играчи се враќаат од повреда, ќе видиме се покомпактен тимот. Така да ќе кажам дека очекувам победа. Резултатче. Резултатче 3-1 бидел. Јас може би малце неутрална, затоа што Сандерленд се доста компактна екипа и играат одбрана. 1-1 мислам дека ќе биде и не зарад нешто друго, туку може да има малце Челси поише дупки од тимот него што мисли, баш заради ова што го спомна и преска дека Нотингам покажа игра. Тоа мислам дека не беше толку зашто Нотингам беа нешто добри завчера, односно кога и да игра. Туку мислам дека и Челси има проблеми, Имаат дупки повреди, секако, глупости. Да, имаат. Така да, 1-1 е мојот предикшн, ќе позади камера ќе се договориме кој ќе го ставиме у видеото. Ньюкасл Фулам интересно. Зашо за мене е интересно утакмицава? Затоа што Ньюкасл покажа дека се ранливи, а на Фулам им треба победа подитно. Дали ќе биде победа, не знам. Од оваа утакмица почиња таков преократ на сезона 2-2. Интересно. И за ова немам многу мислење, пошто Ньюкасл ми се добра екипа. Ова со Брайтон малку ме замисли за нив. Да. Не знам дали ќе играат константно добро, дали ќе имаат киксови, дали ќе бидат како прошли сезони многу горе или пак ќе се борат малце од по-ниска позиција. Фулам од друга страна ми се свија од мене. Не знам зашо немаат многу добри резултати, ама гледам дека имаат па и добри утакмици што доаѓаат после ова. Полесни се, да, дефинитивно. После Полесни Ньюкасл се. им олесно е малце, да. Не знам, може да се сложам со 2-2. 2-2, Може да се може. сложам, да. Да. Юнайтед Брайтон. Сега Еве шансата за да се врзат победи. втора победа им беше оваа со Ливерпул, да. И очекувано е сега да кажам дефинитивно Юнайтед победува и се тоа. Арно ама и Брайтон доаѓа од една утакмица кај што изиграат доста солиден фудбал. Сега Юнайтед се на вистински тест. Тестот не е дали ќе изиграат со Брайтон многу слаба утакмица или многу добра утакмица, туку сега е тестот дали оваа драма што се случи со Ливерпул тепање у гости е само флук, one-off или играат добар фудбал, затоа што бројкиве од прошла утакмица со Ливерпул делуваат добро. Искрено, тврда утакмица, малку голови, 1-0 Юнайтед. Ја викам 2-0 Юнайтед. Још боле. Мислам дека Не опушти. Брайтон се екипа што игра горе-доле, не дека се У лоши гости или не се нешто. многу добри. Юнайтед мислам дека ќе го извозат уште малку овој хајп. Кратко ќе им трае. Не знам колку, мислам дека ќе продолжи барем сега за сега. Така да викам 2-0. Ми се свијат како играат задње време стварно. Добро, одлично, мило ми. Да. Конечно. Имам уште еден што ги поддржува од надвор Юнайтед. Брентфорд Ливерпул, Брентфорд Ливерпул, не гледам како Ливерпул губи 5 поред. пета или шеста ева. Не, пета ќе биде, пета ќе биде, да не Пета, да. претеруваме, да. Да, не гледам како губи 5 поред. Брентфорд, иако не изненадија сезона, мислам дека ќе бидат полоши, мислам дека губат ова 2-3-1 би рекол за Ливерпул. Имам став, не е дека ќе изгуби Ливерпул, апсолутно одма да го пресечам тука, имам став дека Ливерпул и претходно кога имале вакви жути минути, правеле од време на време сериозен преокрет и искрено мислам дека ако се случила таа кавгу со облекувална што реално после Юнайтед дома губење треба да се случи и треба да се уозбилат многу поише од тоа што го играат сега, 4-0 или 5-1 Ливерпул. Мој став. Може да биде. Секоја кола ќе имам некој ваков Може откачен да биде. тейк, мислам Може дека да биде. Ливерпул се опушта конечно, се избрука,
пројде тоа, се избрука. Yes. За у нивни очи верујте ми, они мислат дека се избрукале, така да 4-0. Може, не викам не. Не Еве, сум моја изненаден. prediction ќе оставим у заграда. Не сум изненаден од ваков prediction. И Така? да се деси, нема да бидам изненаден воопшто. Пошто не гледам Бренфорд како тепаат. Ни јас Искрено. искрено. Сега да не претаруваме, Не. ни јас. Не. Ала ако тепаат више за Брентфорд од следен викенд друг муавет ќе правиме. Свака част. Сега за сега Ливерпул нека се тепа. Арсенал, Палас. Ова ќе биде тест за Арсенал. Ова ќе биде многу сериозен тест за Арсенал. Да. Палас има добар XG ради Матета секој коло. Арсенал сака да не го земат рекордот, да нема се примени голови. Тешко тоа, ама добро. А математички ако продолжат со ова темпо, го рушат. Нема шанси. Други време. Меѓутоа, да, не може да се ослониме на тоа. Многу такмици, многу се тешко. Ама ајде да видим. Ја тука искрено гледам X, не знам зашо. Колку? 0-0? Не, X со голови, 2-2. Ова 2-2. Да. Немам став. Озбилно немам став. Значи јас сум толку под силни импресии од Кристал Палас. И нели сега за статистики јас сум полуден и ќе ти кажам дека у сите метрики се многу добри, дека може и за одбрана да се прави муабет и за напад и за се. Реков прошла епизода дека креативата им е намалена, ја вратија во една утакмица, креативата им е јака. Да, добри вептен. Арно, ама не очекувам дека може да ги победат или да играат нерешено со Арсенал. Ако е нерешено, типот му е 0-0, не 1, не 2-2, а ако има голови 1 или 2-0 Арсенал, исто као минатиот викенд, моја прогноза, тежнеам повеќе кон победа на Арсенал. 1-0, а ако ти викам нерешено за мене е 0-0 таму. Да биде 1-1, 2-2, ќе се изненадам. Освен ако не да е Кристал Палас гол рано, нешто неочекувано или нели озбилно излезат, па Арсенал да бркаат резултат, ама 2-2 ми е, По мене- баш ќе се изненадам 2-2. По мене Арсенал ако ја тепава без примен гол, веќе се Контендерс. најсериозен контендер. Они веќе се контендер, само најсериозен. Ај баш ќе видам дали ќе можете Кристал Палас, односно Арсенал да им дадат гол на Кристал Палас, која веќе мајндсетот на Кристал Палас нема да им биде како со Бормут да бркаат резултат, туку да чуваат. Гласнер е доста интересен, мислам дека ќе биде ова битка на тренери, поише него било што друго на терен што ќе гледаме. 1-0 или 0-0 мој очи, ама ете, 2-2 е твој предикшн, ќе оставиме Да. нерешено. Може би најинтересно такмица сега за сега околу. Апсолутно се согласувам. Астон Вила Сити. Може ќе биде досаден, пак ќе кажам како прошли пат. Очекувам победа за Сити. Пак 6 поред Уна Емри. пак у моментот 0-2, нешто така. Може интересно ќе стане Не ако знам дали почнеме. може Сити да се износат. Ај секој колова ќе збориме против Астон Вила да видиме дека ќе тера. Кај ќе тера. Истиот став го имам и ја. Со Тотенхем изненадија. Второ полувреме беа си доста солидни, се трчаше, језда Тотенхем многу падна под ниво. Сити исто. 2-0. Халанд пак лесни голови некако. Стабилни се, не се вау, ама се стабилни. Добри играат. Тука една работа што можем да кажеме, Астон Вила знаеле и порано да ја превртат како што беше, не знам, пред 100 години, ако памтиш 7-1 со Ливерпул, од нигде никаде да почнат. Да, У еден се момент беше. у сезоната од одбрана тим почињаат само да трпаат голови. Нема тоа со Сити да се случи дефинитивно. Ако дадат гол Астон Вила први е проблем. Ама мислам дека тоа нема се деси 0-2 и јас викам за окружија Може. следна. Бормут Нотингам? Немам мислење за оваа утакмица. Шон Дајш е нов тренер на Форест. Одбрана. Дефенс. Прво што ми доаѓа Defense. 0-0, ама Бормут даваат голови. Јас тука мислам дека се менја една утакмица, помалку поени даа од што Така да. требаше, еве тука уште една 15. Не знам, стварно не знам. Мидена ке 0-0, Може да биде 0-0. пак се менја, стои тука, може да даде некој голче, ама ако бирам, ке давам 0-0. Па и нов тренер може Шон Дајше сериозна фаца, не е како други клубнови тренери, не Да. постеку општо кажувам. Бормут се убиваат од голови давање. И 3 со Кристал Палас се менја прошло коло од Разиграни пола се, терен многу се клавер разиграни. давање. Очекувам Бормут да знаат гол да дадат у било кој момент. Може 0-0 да ја оставиме. Не знам зашто. Се согласувам. Ке видиме. Ќе видиме. Да. Еве уште една битка на дното. Не е едното, Барли не се лош. Барли изгледаат интересно во задње време. Гијам и на фантази. Ентони. Ке Што видиме имаш и таму друго, што се деша Дубравка. Устари да. Обвис. Да.
Така да личат добро. Ентони дава голчиња, Уго Чукву е стабилен играч у средина, имаат и уште по некој добар играч. Мислам дека ќе тепаат, Wolves немаат ништо. Сега за сега барем. Нит покажано, нит некој си има истакнато. Така да тука би дал некоја тенка победа за Барнли може. 0-1. 0-1, 1-2, нешто исто. Као што почна да збориш, си викав у себе, да, Банли се покажа доста подобро. Арно, ама некој глас ќе почна да ми збори у крајот на паметот. 3-1 Wolves. 3-0 Wolves. Не знам зашо. 0 немојте мол. 0? А устави, е чекај, гол, ти ги Антони, имаш и дефанзиција. Ајде 3-1 Wolves или 3-0 Wolves, тоа е моја проценка. Ако е 3-1, Ентони го дава голот. Ете, ова е Може. мојата прогноза за овој викенд, као Кристал Палас Борумот што беше прошли викенд, сега викам 3-1 Wolves, Ентони го дава едниот гол. Ето го. И Уште една последно, такмица, Тоттенхем Евертон. Евертон Тотенхем. Евертон Тоттенхем. Така, Ацко? Евертон Тотенхем. Евертон се дома. Интересно. Две екипи што ги пофаливме, малку потврлија, добро, од Евертон Да. не се очекуваше. Мислам дека многу нерешени спомнавме неделава. Ај ќе видим. Мене таму ми да паметат. Ја мислам дека се врати Тоттенхем. Ајде. Дај Сега ми се причина. покаже. Добра екипата на крај на денот. Томас Франк е одличен тренер. Одлично. Треба за него цел дел да се сними. Имаат игра, ова им беше кикс. Така ми личеше мене, мислам дека се вратат. Имаат играчи што може да го направат тоа. И Евертон имаат. Ама од бранава, иако е добра, сезонава ми е малку полоша од претходниот. Да, ама па високо се на табела играат поише напад поотворени се, лани и преклани се бореа и за опстанок преклани, така да целата идеја беше да се зачува резултатот. Ете и Шон Дајш беше тренер, така да нормално дека игра боле одбрана, дефинитивно. Да, би требало Тоттенхем да ја победи утакмицава, мада оваа може да биде најтврда утакмица од сите. Не дека Тоттенхем ќе игра нешто фантастично одбрана, ама мислам дека ќе се отворат утакмицата како што се отвараат регуларно со посет. Евертон, ако прими гол на почеток, ќе ги утепаат Тоттенхем. Тоа е мојот став. Најверојатно тоа нема да се случи. 2-0 Тоттенхем. Може. Нека тера. Ги решивме прогнозите за следен викенд. Да видиме дали ќе продолжи оваа наша баба Вања магија. А ако не, Само престануваме да не со тоа. утнеме све сега. Може ќе биде Може смеј да и се ќе деси направиме тоа, любов да. тоа. Идеме со фантази. Идеме со фантази. Ајде, Кико, раскажуваме ми што те снајде ова коло, дали си исплатија замените, клупава, како беше? Замените дефинитивно не се исплатеа. Матета го извадив. Братот дае 3 гола. Флешбекс. Го остави Волтемаде, дае гол. Тоа е добро коло, ама што можеше да биде друг мојот. Кој би рекол дека Матета тоа ќе го направи после коментаров наш? Да. Страшно. Мислам, очекувано е, дава голови. Не ми изненади. Рековме дека може да се покајам, ама не очекував до овој степен. Тоа Да, што може сум сега делузионален. Жао Педро барем има полесни такмици у наредни неколку кола, Матета има потешки. Се надевам дека ќе ми врати тука некој ботче. па гледа овака. Волтемаде ако ти дае следно коло што играат со Фулам дома, а Матета реално ако не мрдне со Арсенал, можеш да ги митигираш и да си кажеш на 2 кола временски период не си изгубил толку поени. Идеме Гледате на го сега Волтемаде. Матета хеттрик на Идеме на Волтемаде хетрик. Волтемаде хеттрик со Фулам. Така да. Зашо а не? Тоа беше едната замена што не ми беше добра. Ќе видиме на лонг терм дали ќе биде добра. На шорт терм беше очена. Добро. Сака исто го ставив. Бруно врати со некои поени. 8. И Осум. Девкон и 3 бонус. Сака има 7, така да тука мислам дека сум окей со тоа што Сака мислам дека лонг терм ми е боле пик. Се согласувам. Друго што ти даде 67 поени? поени не е лошо кола, над просек е, ама не е подобро. Се качив едно место у лига. Ајде, идеме. Да, тоа е добро. Значи добро, топ. Така да солидно кола. Чекај ти Ван де Вен ми дае 0, мислам дека. Да, тој ти го урочив. Го урочив. Да, ама одмак го извадив, ќе видиме за кратко Што си направи? каква измена направив таму. Еве ти бе NDI, рековме може 2 поени 4. NDI е 4 да е,
на клупа Дубравка имаше. Поише Многу. поени него Донарума, ама не можам да го ставам Дубравка Да, пред никако, Донарума. никако. Не се дешава. Така да 67 на светски ранг горе доле. Зелено зелен стрелче. сум сегда. Да. Тоа е најбитно. Што преш следен Ајде да потек? видиме сега за следно коло. Ставене Рис Джеймс. Стварно го стави последна утакмица директ. Директ. И мислам нека зборевме. Да. Дали би го ставил? Реков не. После претходната утакмица го ставам дефинитивно. А место кој? Место Ван Девен го ставив. А да, леле кажа. Да, имаат лесни утакмици. Густо доби црвен. Така да нема веќе ни замена. Нема да игра сигурно, барем на една е, мислам, нека така? Не, со 2 жути една, да. Да, една е. Така да Сандерленд игра Джеймс. После тоа се надам на некоја ротација ќе се падне пак Джеймс да игра. Пошто го, уште го штедат. Тоа го имам приметено. Ама за сега мислам дека ќе биде добар. Се имам лесни такмици. Да тоа изиграв и бенч буст. Активен така, да, ето Виолетов. Дубравка игра Тоа со ќе ти речев зашо Ентони на клупа. Дубравка и Ентони со Wolves, Тарковски со Тоттенхем. Тука ќе видиме што ќе се деси. Очекувам да прими гол, ама го имам и Гудмунсен не се вика. Да. Не можам никако да го запамтам со Весхем дома. Весхем дома, да. Интересно. И тука можам да очекувам клиншит, се надевам. Така да Не бе, очекувам поени, искрено. Да, Очекувам поени. Истото би го играл и ја, бенч, и ја нели зашто имам слични играчи сега на клупа, ова коло ги имам и двајца од Банли, кога си го видов тимот ја мојот, после сега, мислам, после ќе го видиме мојот, истото си го реков, леле, пак бенч пуст сакам да имам. Така да топ ти е ова. Ај баш сега ќе видиме дали ќе ти се изедначат Сака и Волтемаде со Бруно и со Матет. Ете ќе го пратиме тој скор. Ја Мислам жал дека- Педро го гледам поише од Волтемаде, пошто се мислев да го изведам жал или Матет. Абе, дали 100% лупаме автоматски капитен Халанд турне врже 3 утакмици без гол? Еве сега го гледам. Брка рекорд, Шо брка? мислам некои такмици поред. На Джейми Варди? Со даден гол на Джейми Варди, да. Тој рекорд не ќе да биде срушен. За сите вистински фанови на Премиер Лига мислам дека на Джейми Варди името мора да остане низ векови. Треба да стои. Тој да. рекорд Халанд не го чепкај, por favor. Остај си го Джейми Варди со тој рекорд. Овој тим треба да ти растури реално. Се Ај ќе те надевам. видиме, да не те урочувам, Се надевам. Ајде сега по друга страна да видиме кај Топан, FC Топан на Д што се случи во 8 коло. Пукна бенчбустот, пукна јако, Скоро стотка. пукна јако, многу смешно што се случија сите ситуации, лошата и добрата во исто време. Енцо не играше, Уоткинс влезе у 6 и некоја, така да еден поен, и кога видов дека влага у 6 и некоја си реков да влегол та не влегол иста работа, исти бичим. Арно ама, Мукиеле, кралот. Стварно да е гол, стварно да е поена гол. од Мукерија на клупа. Растури. И дефенсив Тука да не контрибјушн. активираш бенч буст, не одиграш фантази веќе, мислам. Страшно, страшно. И знаеш што е најсмешно од се? Што го гледав како дали може требаше да играм попаметно со измени и да го зачував бенч бустов, ама еве да речеме хипотетички дека Уоткинс немаше да игра и ги имав двајцата на нив на клупа. Само со двајца од бенч бустот имам 25 поени. Да, лудо. Не знаев што се случи и тоа најсмешно од се. Ја го гледам голов на Мукиеле и у тој момент до крај на утакмица почиња ми се тресат нозе за утакмиците што се играат од 4 да завршат без да прими гол Парли и без да прими гол Сандерленд. Значи ти не знаеш ја за тоа колку се тресев. И заврши као што заврши, ме истурија со поени дечки, мислам дека имам 35 поени од бенч бустов и апсолутно ми е најбоље бенч буст од кога играм фантази, може не знам 7-8 сезони. Така да многу задоволен, разочаран од Дјуф. Мислам не сум разочаран, влезе во второ полувреме, не успеа да направи ништо. Волку фалеше за 100 поени, да играше прва постава, ќе ги имаше двата од минутажи, Девкон може ќе фатеше. Има 96 пред да игра он, така да 97, Волку близко до стотка, многу ми е криво. Арно ама успеав колаво да се крена многу и на ранки на се, тоа зелената стрелка беше Волку дебела. Така да успешен бенч буст, искрено се надам дека следно коло ќе ти биде на тебе исто. Уште ви кажам на кратко ја што ќе правам следно коло. Ништо посебно, имам само една измена, дали можеш да ми кажеш дали ја гледаш? Измената е
Волтемаде го имаш или го немаш? Волтемаде. Го извадив. Кој го извади? Заборев кој Watkins. го имаш. Воткинс го извади. Watkins му дојде време и многу ќе бидам фасциниран ако даде гол против Сити, затоа што нели таа е клетвата 8 утакмици без гол го вадиш, почиња. Ама Волтемаде е тренот, не ќе да го пропуштам. Сакам да го имам у тим, дури да не дава. Он баш го имам забележано малце као Матета пред 2-3 сезони. Он дава еден гол. И он ќе ти врати 8 поени. Нема да ти врати 15-16. Арно ама, why not? Го пратам. Може ќе се испука бе некој. Може ќе се испука. Да. Другото се стандард. Фулам му е шанс. Ама Иако рековме дека може да биде тесно таму. без еден гол да даде можам да го видам, ама пример да даде 2 или 3 никако. Ќе Така видиме. да- На пенали вајда е. Гордон. Гордон е сепак. Не, Волтемаде да го шутираше, ама мислам дека Гордон не беше на терен. Тоа ќе треба да го провери. Треба да се истражи, да. Другото се си е исто. Еве се надам Енцо дека ќе игра сега со Сандерленд дома, затоа што реално не очекуваме да не игра уште едно, така? Треба да игра. Сам битен играч е многу. Тоа беше само одмарање, претпоставувам за патување во Одмара и Америка. нека минорна повреда. Палмер не е тука до крај на година скоро. Да, 6 недели, така? Така да Енсо очекувам да игра стварно. Дај Боже, ми требаат тие поенчиња од него, затоа што го земав со таа цел дека Палмер не игра и дека он ќе шутира пенали и И за игра сит- 10 плюс. Игра десетка и од Да. везнјаци, пак јас со моево XG ќе се вратам, број еден од сите без пенали. А сега и шутира и пенали, така да фантастична Yes, опција, живот џабе за тоа што може да го врати као поени, така да дај Боже да игра, ми треба од него нешто, затоа што јонака планирам следно коло wildcard, дали ќе остане, дали нема да остане, оваа му е пресудна. Другото се исто, едноставно думката ми е помеѓу Дјуф и Естев. Тоа може пред дедлайн да се менја, ќе видиме, тоа е паричка. Дјуф Да. може да врати поени со асистенции и голови, другото ќе си остане исто. Райндерс ми падна многу, така да не ми е глупо што е на клупа, може само редоследот да го сменам, друго овака ќе си биде. Капитенскава трака ќе ја думам исто до крај на рокот. Можно е. Солиден тим се го случи. Сите исти го имаат добро, некако личи коло, добро. мора да признам. Затоа сакам следно коло wildcard да направам. Добро, ја имам можеби некој затоа што немам уште направено wildcard за останати. Ќе видиме. Не очекувам многу од ова коло, затоа што пак текам сите исти играчи ги имам со грото у моментов. Не сум горд на тоа. Of course. Ама ќе видиме. Твојот бенчбуст ќе го пратам. Моево сега, јас сум надеваме на си со најдобро. мирна глава. Да. Тоа е тоа на тема фантази, мислам дека. Нешто друго заборавивме за фантази, не Мислам заборавивме. дека е тоа опфатено е све. Можам да ти кажам само уште една интересна работа за Ајде. мојот тим фантази. Јас сум у одлична ситуација и на глобален ранг и видов дека 6 кола поред ми иде тимот нагоре. Арно ама 6 кола поред тим велјито ми има паднато по 99 милиони. Ја не знам што се дешава и мислам дека е од Оли Мислам дека ти Уоткинс. е ради Оли и ради Райндер сега? Ама ја го земав кога беше и мене ми е од прво коло у тим. Така да не знам што е. Да. Ранкингот сега сум у Не гледам кој паѓа тука. Фернандеш може паѓа. Не, ама Дорго го имав и он паѓаше. Да. Не знам. Така да тим велјито ми е многу слаба, а тимот е топ со поени, Дори имаш така да поени тега или да. ми е гај. Да, така да идемо дале. И да се вршиме со фантази, сега може да опфатиме Ел утакмицата на следното Класико. коло. Ел Класико. Тоа не е од Премиер лига, него е Ел Класико. Време е да збориме за нешто друго освен Да. Премиер лига. Следна тема ни е Ел Класико. Ајмо. Се игра нареден викенд. Искрено не фати и малку неочекувано. Стварно од Случајно видовме дека се игра, као да нема малку хајп годинава или не знам што е работата. Може само ние не сме виделе. Мислам дека ние од што сме со струјава што ни се дешава во животот сега малку забораени. Да, ја не знам дека Да. се игра Ел Класико викендов, можеш ли да веруваш? Меѓутоа, појма. едва чекаме да гледаме таа утакмица. Да. Скрос. Најбоља утакмица во фудбал, најверојатно. Одстално и ќе биде. Дали сакаш да кажеш нешто поише, пошто ти си фан на Роналдо, со тоа и на Реал. Мислам дека имаш поголеми страсти према Класико и од мене. Така да Цел живот си бил да ја почнеме сега таа дебата. Рано е. Имаме за што да се карам ја и Кире тука. Мадрид игра дома. да, yes. Лани Барса победија се што беше под назив Ел Класико. Лани ги размонтира, Реал. И не само што тоа, туку освен последната утакмица што мислам дека беше нешто Копа дел Рей финале кај што Реал дала 2-0 повија срде, другото се беше Да. плескање. Мислам дека дури и сега ден може би водеа Реал. И првата нели беше
1-0, 5-1, нешто така? Да. Не беа сите, ама да, имаше некои моменти. Арно, ама сега се смениат скроз работи. Као Барса да ми се укала под на лански Реал, а Реал со Чаби Алонсо не дека растураат, ете го попија од Атлетико многу. Да, ма играат сериозен фудбал. Ама да. Не се више Vibe FC од Анчелоти. Good vibes. Го поштуваме Анчелоти, ама мислам дека на Vibe го водеше клубот задните 2 години. Затоа е сега тренер на Бразил, бе, па то. Да, на кревање вега. Како не, у која имавме група со емоджи, така Да, памтиш баш ради него скроз. Така да, гоут е тренер. Фациште. Ама мислам дека го јадат годините со тактики и такви работи. Абе не е стар. Стар Јас се тренер е шокирав. од аспект на многу долго е уиграт. Јас со Не знам него дали го е- правев муавет. Дали е доволно упатен у новиот начин на играње во фудбал. Може нема TikTok, Да. па не ги гледа анализија. Не бе, на темава. Не знам кој ми спомна, абе демек Старко Анчелоти, тој 57 години да ти имал. Да, цел живот го гледам фудбал. Абе млад е, бе, Абе, да тој е станал помлад и од млад тренер, Морињо да. изгледа. Али да, Така да да. со Чави сезонава е друга прича, играат тактички и многу интересно и Барси и Реал имаат проблем со повреди, Да, ама кај Реал помалку се приметува. Некако Чави има, мислам, нека поголема способност да ротира без да се примети тоа. добро, он Барселона има исто проблеми со повреди, ама па тие имаат Ламасија што секогаш ќе Да. направат едно дете што знае да игра фудбал бој од пола лига. Говада ти е Звер. роботче на Да, по терените. Реал па пак летово добри за Ливерпул навијачи, не толку добри засилувања. Ете Карвахал ќе си игра прва постава кога е здрав, го видовме тоа. Така да можеби затоа ги митигираат проблемите со повредите полесно, не го омаловажуваме Чаби Алонсо, перфектната комбинација е Чаби Алонсо и Реал Мадрид, колку и да Некој ги смири ситуациите со Ембапе, со Вини, како да се малку по Да. мирни. Па Вини е малце сега повеќе усенка и нема толку аутпут страшен како што имаше пред Ембапе, очекувано. Ама мислам дека таму искрено од почеток немало никогаш тензија. Не знам, можеби малце беше медиумска хајка. Не знам што сигурен. беше, ама како да се приметуваше малку на терен. Али сега тоа личи више И расчистено. скроз расчистено, да, и да имало и да немало, дефинитивно нема. Сега играат супер фудбал. Барса не дека не играат одличен фудбал. Мене што ме грижи како Барселона полуфан. Да, втор тим вајда ми се Барса. Да. Мене се прв тим случај. Дефинитивно Челси. Ја ги тука. Готово. Неколку такмици имаат проблем со дање гол. Тоа го нема со Ханси Флик, мислам дека ни еднаш като сега. Не знам дали е ради Левандовски што не игра, Лани го има ја малку да се повреди. така? Баш го правевме муаветот. Овој период беше лани. Ако не се лажам, точно овој период каде што он не беше проблем од повреда, туку беше уствари преголем замор и некоја ситна повреда и него го немаше печет од такмици. Барселона едноставно не твореа тој период. И сега годинава се случува истиот период истото, Левандовски го нема. Така да. Вајда си ја сакаат предната линија компактна со сите три стартери. Да, мене дури ми е интересно што Левандовски на тие години Трпа. толку е важен у состав као Барса. Трпа, лани имаше предобра сезона. И сега не е лош. И сега не е лош. Годините али го е стигаат и него. Дел од тимот дефинитивно мислам. Па добро, види, он е обиколен од многу млади таленти, да не речам дечишта. Ете, ја малку ја земам како пример, што треба да се угледуваат на некој таков играч што има лиги шампиони, титули, светски првенства играно, цел тим Полска го носел на грб, така да он ти е таа прича. И он, претпоставаме дека е главен глас што се слуша у тој тим кога е сериозна работата надвор од тренеров. Ама па ево и тоа што го спомна дека Левандовски си фасциниран што го слуша, од мене многу ми е интересно Ханси Флик колку е повозбуден со Барселона кога победуваат. Еве сега со Жирона у 100-та минута што се вика завршила Да. такмицата, човекот полуде. Кога беше у Бајерн, на пример, кога ги дровеа Барса 8-2, имаше баш некоја слика што видов, ликот мртов ладен и на 8 гол и на 12. Така да сега Ел Класико конечно ги има според мене сите елементи да се врати у тоа Ел Класико што гледавме до 5-6 години. Најдобрите играчи играат таму, Точно, тренери феноменални. точно. И некако и самата шпанска лига као не ми се враќа, пак мене италијанската ми е поинтересна затоа што екипите се позвучни. Шпанскава лига годинава ми е многу поинтересна за гледање, баш поради таа причина, може и јас затоа што
си ги гледам сега и примери Валенсија и такви некои екипи почесто, убав фудбал се игра и мислам дека сега е време да се врати на некое рибалство, да биде Јамал Ембапе, да биде не знам тимот да се тепаат, сакам да има жути црвени картони, така да мислам дека оваа сезона е која се случува. Мислам дека годинава ќе има трка за титула. Барса Реал? Предходниве неколку беше малце повеќе гледано кој ќе освои. Ја не би секоја од отпишал годините. Атлетико толку рано. Али мислам дека годинава ќе има малку поголема борба. Атлетико се добри. Многу е рано сега да го правиме муабетот за крај на сезона, дека ќе биде пата да, арно ама од триве екипи, Атлетико се прва работа играчите што им се добри во моментов на Атлетико, според мене у некои позиции се подобри играчи и од другиве два клуба. Значи јас за Хулиан Алварес имам страшно високо мислење и сега еве Ембапе не можам да кажам дека Хулиан Алварес е подобар од Ембапе, ама ако го трнам Ембапе затоа што нели ние Ембапе го имаме ставено на еден многу повисок пиедестал од другиве играчи, мене Хулиан Алварес ми е топ 3 играчи у Ла Лига. Топ 5. Еве да не биде ептен. да. Така да на Атлетико не би им кажал нема титула за вас годинава, ама па и од исто време не знам што се дешава уште таму. Сега почињаат Лига шампиони утакмици, меѓународни веќе се поднамалат, тука сега почиња шпанска лига да биде потензична, пак се 3 екипи, што е добро. Не знам. Не знам, искрено. Ќе видиме. Ќе гледаме сезонава. Што очекуваме? Тоа ќе те прашав ја тебе. Дали имаш очекувања за резултат? Пристрани да. Значи јас сега си викам затоа што Реал толку губеа лани и се тој тим. Они се тој тим. Главни фаци Лига шампиони, кралски клуб и се тоа, егото е страшно таму. Така да јас од таа појдов да ти зборам дека они нема да си дозволат на Бернабе со нов тренер, со целата таа фама, они да добијат уште една лекција од Барселона и дури да не бидат на тактичко ниво толку добро позиционирани како што би сакал Чаби Алонсо, затоа што уште има работи што таму треба да се средат, нема да дозволат Барса да ја тепаат утакмица. Јас ти кажувам дека ќе биде, ако почне Барса да ја дроби утакмицата, рецимо у второ рано да е 2 гола или некој црвен на Реал да се случи, очекувај дека има клање на таа утакмица. Арно мислам дека се Реал доволно квалитетни да не дојде до тоа. Би требало Реал да тепа, бајда. Не знам, неам видено кои ги експертиве кои викаат дека се фаворити. Ја немам видено ништо искрено. Based on that? Ја сакам Барса да тепа, нормално. Малку ми е страф. Рафиња беше повреден. Јамал беше пред некое време повреден. Сега Левандовски е повреден. Левандовски е повреден. Гави е повреден. Не бите не Габи. Гави. Има некои проблеми во кај многу клучни играчи. Рафиња мислам дека се враќа. Да, би требало. Лева сигурно нема да игра Шопидов. Така да Рашфорд вајде ќе е напред. Рашфорд ќе биде напред. Ама Рашфорд е добар, сега за сега. Сакам да кажам ја Барса дека ќе тепа, таман да бидеме спротивставени. Мислам дека ќе има голови секако. Така Тоа го сакаат сите. Ел Класико 0-0-1-1 е срамота. Нема, мислам дека нема заврши така. 3-2 Ја би кажал 3-2 Барса. Барса? Да, може да видиме и тука со различни ставови па да видиме наредна емисија. Што да мислам на таа тема? Резултатски Барса Реал. Односно Реал Барса. Не бе 3-0 Реал. Why not? Може. Why not? Ете така ќе ја правиме. Ќе ја гледам. Од друга страна, многу ми се свијат комбинациите на играчи што се случуваат во моментов у Реал. Ако извадиш еден, ставаш друг и играат. Например, Гулер ја почна сезоната, па малку ротација. Сега он не е толку, да речем, изразен. Арно, ама рака на срце Ендрик ќе напушта за него, изгледа. Нема приказно Реал, не е битно. Другиве сите што влагат. Кај Ендрик на позајмица. Вардар може. Вардар? Сигурно ќе искочи. Не се покажа дечкото, ама. Игрео. Посакуваме све најдобро. Онакви винтидж слики, млади пеле, се со стари филтри, со се топ. Жал ми е за малиот, не е лош играч. Ама да, другиве ми се многу интересни. Ротацијата е чиста кај Реал веќе. Тоа барем се знае веќе кој што игра. Нема она Камавинга и Чуамени ќе играат голмана ако треба. Да. Тоа веќе не се случува. Тоа го зборев ја. Има интересни ротации, има тактика. Добар речави. Си го зацврстив ставот дека сакам 3-0 од Мадрид. Ете тоа е ставот. Ќе видиме. Таму ставам игла
на резултат 3-0. Да. Може да направиме Ембапе и аутогол Араухо. Ако Не е игра невозможно. уопште. Не е невозможно, да. Тоа ми е ставот на тема Ел Класико. Да. И тоа беше тоа, втора епизода работ на 16-седникот. Како си прве? Супер, поминавме многу теми, зборевме за многу работи, нешто и надвор од Премиер лига. Сакаме да продолжува, така да Да, ќе го расшириме малце нашиот диапазон на лиги, затоа што сакаме да збориме за повеќе лиги, ама мора прво да се научиме да бидеме покомпактни. Баш заради таа причина учење да бидеме покомпактни, а тука ќе пресечам. Ако издржавте до сега да го гледате видео, лайк, шер, сабскрајб, ала да ви е, многу ќе ни значи. Продолжуваме понатаму со трета епизода следна недела. Се гледаме во наредната.